Закана од затворени дуќани, отпуштени работници и нов бран економска неизвестност. За наечиите алармираат дека зголемувањето на минималната плата на 600 евра може да го загрози нивниот опстанок. Од занаечиската комора Скопје предупредуваат дека ваквиот чекор ќе значи драстично зголемување на трошоците за придонеси и сериозен удар врз малите бизниси, особено во помалите градови и руралните средини каде потрошувачката е веќе намалена. Со зголемувањето на минималната плата, која што во овие денови актуелно во нашата држава, занаечиите би биле многу погодени. Верувате ми, со покачувањето на минималната плата веднаш ќе се соочиме со проблеми дека наредниот ден занаечијата ќе мора да ги покачи своите услуги, ќе мора да ги покачи производите кои што ќе ги понуди на пазарот, а тоа ќе биде удар врз граѓаните. Занаечиите бараат темелна економска анализа, предупредувајќи дека без таков пристап ќе бидат принудени да ги зголемат цените, што може да ја намали побарувачката и да доведе до затворање на бизниси. Премиерот Христијан Мицкоски е подготвен да разговара со синдикатите. Во пресредна средбата со синдикатот на УПОС, премиерот очекува договор во интерес на работниците, но предупредува дека дел од Сојузот на синдикати на Македонија треба да се одвои од партиската прегратка. Очекувам да излезат од партиската прегратка тие неколкумина во раководството на Сојузот на синдикати и да се договорат со владата во интерес на работниците, односно во интерес на административните службеници, бидејќи уште тие, како што многу пати кажа во минатото, уште тие 7700-7800 наши колеги немаат со владата договорен колективен договор, сите останати имаат. Владата предлага унифицирана формула за пресметка на платите во администрацијата, додека се преговара нов општ колективен договор, но несогласувањето со Сојузот на синдикати продолжуваат. Сојузот на синдикати го засилува притисокот, бара минимална плата од 600 евра и линеарно зголемување на останатите плати за по 100 евра, најавувајќи блокади на институциите. Аргументот дека минималецот од околу 24.000 денари е далеку под синдикалната потрошувачка кошничка од над 66.000 денари, што го продлабочува незадоволството кај работниците. Минималната плата станува економски тест за издржливоста на домашното стопанство. Доколку се примени моделот што го бара Сојузот на синдикатите, бизнисмените и дел од експертите предупредуваат дека намалената продуктивност може најсилно да ги погоди малите и средните компании.